На 4 декември со почеток во 20 часот во спортската сала Младост во Битола ќе се случува еден спектакуларен настан кој што не смеете да го пропуштите, односно ќе се доделат хип-хоп награди за 2016 година. Подетално за овој настан, односно што е сето она што ќе се случува на 4 декември во Битола, денеска ќе поразговараме со дел од организаторите, Виктор и Златко. Пред се добре дојдовте во мојата емисија. Еве Златко, на самиот почеток, како што кажав, да ги информираме нашите гледачи, што е сето она што на 4 декември ќе се случува во Битола. Значи, како што и самиот настан е насловен, се вика Хип-хоп награди Битола 2016. Значи, Хип-хоп награди Битола 2016 е континуитет на манифестација која што минатата година, односно 2015 година, беше одржана во Битола од типот на манифестација на награден карактер, каде што ќе се наградуваат со претходни номинации најдобрите артисти кои што се дел од хип-хоп културата во Македонија. Што под хип-хоп култура, значи, подразбираме рап артисти, R&B артисти, танчерски клубови кои што поддржуваат хип-хоп танцување и слично. Значи, како што и сами кажавте, се договоривме настанот да го одржиме на 4 декември во 20 часот, тоа е ден недела. Значи, пред се морам да кажам дека голема чест и задоволство ние за организацијата на овој настан да биде токму во Битола, бидејќи ние сме битолска продукција, која што е дел од организацијата на оваа манифестација. Иако имавме понуди од Скопје да биде манифестацијата одржана во Скопје, сепак инсистиравме да биде во Битола, бидејќи сметаме дека Битола е еден од навистина едно од најурбаните места во Македонија и едноставно Битола заслужува ваков тип на манифестација која што ние организираме. Така, во секој случај се согласувам и верувам дека треба да има што се поголем број на вакви манифестации кои што треба да се одржуваат во нашиот град. Наградените ќе ги дознаеме на 4 декември, но Виктор, кажи ми, кои ќе бидат специјални гости на настанот кој што го организира? Ова година, значи за разлика од лани, ги поканивме најдобрите на Балканот според нашиот критериум на нашата продукција. И тие секако специјални гости, значи Едо Мајка, кој е добро познат на публиката, 20 и нешто години на рап сцената, значи Криско, кој е ултра популарен од Бугарија, значи Бет Копи, после тука е нашиот Сладкар, нашите Сав, Тита, која е дебитант на сцената, таа исто ќе биде од Бугарија, односно е од Бугарија, таа ќе биде наш специјален гостин заедно со Криско. Па мислам дека тие се најспектакуларни, па нешто очекуваме и некои други кои што допрва ќе ги најавиме, значи ќе биде многу добро. Така, навистина, со оглед на овие звучни имиња кои што ги најавивте, верувам дека ќе има навистина одлична забава. Кажи ми, колку е тешко да се договорат и да се донесат овие естрадни уметници, познати музички звезди во Битола на едно вакво доделување на награди, и дали можеби некој од нив од типот на Криско или Едо Мајка имаат некои посебни барања? Вака, пред се сакам да кажам дека се тие одлични луѓе, ја разбираат оваа работа, тие му го објаснавме нашиот план, нашиот проект му го објаснавме, тие потполно го разбраја, потполно начинот на изразување, тие го прифатија, сакаат да донесат оваа урбана култура во нашиот град, го знаат градот, го знаат поднебјето, ги знаат луѓето, ја знаат енергијата на Битола. Па немаше некои потешкоти да стапиме во контакт со нив, тие супер не прифатија, супер ја прифатија идејата. Ќе дојдат, тие се многу расположени, наскоро очекуваме и преку нивните официјални профили, официјални мејлови да ги видиме и тие видеа каде што тие го најавуваат нивниот настап, односно на настанот, нивното доаѓање. Некои од типот, како што споменавте, некои посебни барања, па дел не смеам да ги кажам, дел можам да ги кажам, ама не се многу некои претерување од типот на Jay-Z, како што сме слушнале, со разни джипови, со, не знам, некои спектакуларни храни да се носат од други места. Не, тоа е малце поскромно, пошто се тие сепак добри луѓе, да речам, нема никакви проблеми. Одличен е пристапот и нашиот према нив и нивниот према нас е одличен.
Така, со оглед на големите врвни музички имиња кои што ги најавивте, јас верувам дека ќе има и голема заинтересираност пред се на самиот настан. Минатата година беше воедно и прва кога го организиравте едно вакво доделување на хип-хоп награди. Тогаш нели се случуваше во Домот на културата, но годинава се премисливте, односно одлучивте да се одржи во спортската сала во Младост. Очекувате ли можеби поголема заинтересираност годинава? Ние искрено очекуваме, затоа се решивме да го направиме овој настан, односно да го организираме овој настан во спортската сала Младост. Според анализите кои што ги правевме, овие анализи се правени неколку месеци пред ние да објавиме настан и организација на сам настан, значи интересот постои. Во моментот, откако е пуштен во етер нашиот настан, значи откако објавивме дека нешто ќе се случува, заинтересираноста е голема, многу луѓе се јавуваат, бараат карти, бараат односно влезници, сакаат подетално објаснување за што се работи, а ние сето тоа им го даваме на луѓето преку нашите официјални страни на интернет, значи фан страната наша, официјалната страна на самиот настан, која е насловена нормално хип-хоп награди 2016 Битола, и се надеваме дека ќе ја наполниме. Според сето она што досега го изанализиравме, ние мислиме дека Битола ќе види горда на настанот кој што го организираме на четврт и ќе види спортската сала полна. Така се надеваме, во секој случај останува да го видиме тоа на 4 декември. Виктор, кажи ми, од каде дојде самата идеја за организирање на еден ваков настан, на едно вакво доделување на хип-хоп награди, токму тука во Битола? Пред се мислам дека идејата потекнува од тоа што има градот Битола, прво потреба, второ заслужува вакви манифестации, и мислам дека ова нема да запри само со хип-хоп наградите. Ќе го правиме тоа и почесто. Значи од наредната година ние уште спремаме 7 до 8 проекти. Ние сме отворени потполно за други идеи, за други соработки со други организации, со други луѓе. Апсолутно се прифаќаме. Не сме некои да речиш егоисти да си ги превземаме сами обврските, односно сами идеите да ги присвојуваме, да речеме ете ова е наше. Не, апсолутно. Ние сме потполно отворени за различни идеи. Конкретно хип-хоп идејата е на Васко Мирчевски, односно на нашиот исто со нас е тој во организацијата, негова идејата, ланската година од него потекна цела ова идеја, и апсолутно идејата како хип-хоп награди е на сите хип-хопери низ Македонија. Значи има потреба хип-хопот да се донеси на вакво ниво, да почнеме да се наградуваме со само до тоа што некој ќе добие награда, некој друг помлад да се поттикни, да почне да твори, да почне да работи. Не зборам само за хип-хоп културата, зошто да не биде тоа и во рок сферата, и во електронската музика, значи апсолутно сегде да ги поттикнеме младите да дојдат, да почнат да го негуваат тој урбан стил, зашто има простор. Битола има таленти, премногу таленти, само треба малце волја и да почнат да работат, да не се страмат, да не се плашат, да дојдат, да ни пристапат. Ние сме отворени за секаква соработка, бараме ние како ние што ги бараме нашите соработници, помагатели, така и тие нека барат од нас. Ние ќе му дајме насока, не дека ние се знаеме во светот, но сепак се трудиме, а секогаш трудот некојаш се испаќа, некојаш не, но мислам дека кога се трудиш е окей, е исплатливо да речам, и мислам дека можеме сите заедно ако се здружиме и како што е за хип-хоп настанот, како што успеавме да се здружиме сите, цела Македонија, сите хип-хопери низ Македонија, посебно низ Битола, да се собериме сите на едно место, и ќе дојди ова ниво како што е сега хип-хоп наградите 2016 на ова ниво, со вакви звезди, со вакви балкански звезди, зошто да не еден ден таму по 2, по 3, па хајде нека биде и по 5, да не донесиме некоја светска звезда која е слушана низ целиот свет. Ако мислам дека ова може да биде еден почеток, хип-хоп наградите 2016 може да бидат почеток на една друга ера, на една друг пристап кон културата, кон урбаната култура, и мислам дека баш тука треба да се бара и самата идеја на овој настан, на овие доделување на награди. Така е во секој случај. Само Златко, кажи му уште на самиот крај. Виктор најави уште 7-8 проекти, ако не се лажам, за во иднина. Ете што по-конкретно од ваша страна можеме да очекуваме во периодот што следува? Значи, основањето на нашата продукција О2 е замислено за таа да работи и да донеси
поголем степен на урбан живот во нашиот град, во нашата република. Значи, под урбан живот ние подразбираме урбана култура, односно тука нормално ќе ги застапуваме урбаните уметности, ќе правиме проекти слични како овај, хип-хопот, меѓутоа сега ние сме строго концентрирани на овој настан, меѓутоа во план ни се уште неколку проекти, како што пред малку спомена Виктор, сакаме да ја величиме рок културата, сакаме да величиме поп културата, джез, блуз, електронската музика, буквално се она што во светот е тренд, сакаме да биде тренд и во нашата држава, во нашата Битола пред се, нормално и Македонија се разбира. Така, јас ќе ви се заблагодарам за овој разговор и што подетелно ги информиравме нашите гледачи за сето она што ќе се случува на 4 декември. Повторно ќе речам со почеток во 20 часот во спортската сала Младост во Битола, односно доделувањето на хип-хоп наградите за 2016 година, а вас се разбира ќе ви посакам уште многу успехи во иднина. Голема благодарност за одвоеното време и се надеваме на успешен настан. Така се надеваме, тука сме да го проследиме во секој случај. И јас да ви се заблагодарам за просторот кој што ни го дадовте и ги повикувам сите луѓе, сите млади момци, сите девојки, ете и постарите, да дојдат, да се дружиме, да се забавуваме и да излези како што треба. Се сепак е ова за луѓето, за гледачите, за артистите, не е како што е за артистите, е малце повеќе и за гледачите, за слушателите на музиката, за почитувачите на културата и сепак за цела Битола и цела Македонија. Така, во секој случај јас на самиот крај сам уште еднаш би кажала дека она што ќе се случува на 4 декември е спектакуларен настан кој што не смее да се пропушти. Тука воедно почитувани би сакала да се одјавам и за денешното издание на емисијата Магазин и да ве поканам да останете понатаму на оваа фреквенција. Довидување.